Почитувана јавност, неодговорното однесување на ВМРО-ДПМН продолжува. Додека огромен дел од граѓаните ги почитува забраните за движење и полицискиот час изминатиот викенд, за ВМРО-ДПМН тие едноставно не важат. Постапките на Христијан Мицкоски, за кого не постојат ниту забрани, ниту протоколи, туку презентирање на самоволие, непочитување и недозволување на вршење на службена должност на надлежни лица, оди и нивниот портпарол Димчо Арсовски. Имено, портпаролот на ВМРО-ДПМН во време на полициски час, или поточно во 22 часот навечер, спротивно на сите забрани, решава да се враќа од Струмица за Скопје. При тоа бил запрен од полициска патрола која му побарала дозвола за движење. Сведоштвата говорат дека Арсовски бурно изреагирал на барањето на полицискиот службеник кој си ја вршал својата должност. Работата ескалирала до тој степен што од страна на Арсовски биле упатени, замислете, закани кон полициските службеници, што подсетува на класичната режимска матрица на ВМРО-ДПМН. Наместо да се сокрива зад статуси на социјалните мрежи, Арсовски мора јавно, јасно и гласно да одговори на следниве прашања. Ако имал дозвола, тогаш кој му ја издал дозволата за движење на целата територија на државата? Ако е тоа партијата, дали може би ВМРО-ДПМН делат дозволи на сите своји функционери, за да можат да се шетаат каде ќе посакаат, додека огромен број на граѓани седат дома почитувајќи ја забраната за движење? За каков професионален ангажман станува збор во недела во 22 часот? Со кој се сретнал и на каков состанок бил Арсовски? Дали луѓето со кои тој се сретнал поседувале дозволи или по принципот на ВМРО-ДПМН ги прекршиле мерките, препораките, протоколите? Ова е, почитувани граѓани, вистинското лице на режимската ВМРО-ДПМН. Лаги, манипулации, неодговорност. На директна штета на сите нас како граѓани. За таквото однесување опозицијската ВМРО-ДПМН ќе биде со сигурност казнета од страна на граѓаните. Ви благодарам.